Вести Плюс, добар ден. Јас сум Јана Јосифовска, а денеска во емисијата разговараме со Ѓорѓи Галетановски од СДСМ. Добро дојдовте. Добро ја најдов, мило ми е што сум гости. Галетановски, сакам да почнам со една тема, ваша објава на социјалните мрежи неодамна, која што предизвика де факто бура од реакции во јавноста. Објавивте фискална сметка од Охридска пастрмка која што чини околу 3700 денари. По објавата исто така имавте еден коментар дека од наредното лето само холанѓани, баби и дедовци, како што рековте, ќе го посетуваат Охрид. Ви се налутија дел од охриѓани, можеби и дел од македонската јавност. Меѓутоа, имате искуство вие во овој, да кажам, туристички сектор. Дали Охрид станува прескап за домашните, но и за странските туристи и како може воопшто да се подобри оваа туристичка понуда, која што генерално ја нуди Охрид, меѓутоа и главниот град? Баш добро што ме прашавте за оваа тема и не би рекол дека ми се наљутиле охриѓани, напротив ми пиша стотици пораки, поради тоа што и они не ќе да имаат некоректност во гостителството и сигурно им е мило да им биде полно 2 месеца и апартманите и становите, него да имаат само сезона од 15 дена. Дел од охриѓани, ајде да кажеме, бидејќи читав и коментари каде што велат дека неоправдано се критикува. Имаше и мислам дека не сгрешив што објавив, бидејќи прво не пишеше на сметката ни име ни ресторан ништо и тврдам и мој став е дека 3600 денара за 500 грама пастрмка е премногу. Апропо тоа, цените на другите угостителски услуги гледам дека на 70% од локалите навистина се превисоки веќе. Изедначени се со цените од прв крак во Грција, од туристички места во Италија, некој е поскапо. Азурен брег. Азурниот брег. И не ми е реално, знаете, Охрид со сила од убавина, од град, од нешто што најсвето, најубаво што го имаме, да го направиме само мета за 4 дена концерти и полни хотели со пензионери од Холандија. А младите да ги трошат парите, да се разбереме, највеќе пари во туризмот има кај што е собиралиште на младите. Младите ги трошат парите во соседна Грција, во Бугарија, во Црна Гора, кај нас доаѓаат само за тие 3-4 дена кога има концерти. И мислам дека треба да се заложат и градот, и мислам општината и власта да направат некоја регулатива да биде како што било порано. Јас сум работел во Охрид 7 години, сме држеле диска и шанкови. Да, затоа и ве прашувам, имате искуство. Знаете, у нас не беше традиција на 1 јули одиш во Охрид, сите менаџери што сме од Скопје идеме за Охрид и работиме таму. Сите имаат шанкови. Таа традиција се изгуби скроз и затоа им пред некој ден видов на 7 август видео од Охрид, од градиште имаше некој постирано, 2 лежалки имаше на цела плажа. Празна скроз градиште. Само не ќе пак да објавувам, бидејќи мислам дека ќе се заложат да ја покренат. Да, што треба да се направи за една подолгорочна стратегија според вас и на општините, меѓутоа и генерално на државата? Македонија покрај Охрид има туристи и во Скопје, иако сега некои бројки покажуваат дека има пад на бројот на странските туристи, да речеме генерално. Значи, што според вас ни е потребно за да ја подигнеме туристичката понуда, а од друга страна да има некоја ценовна политика која што ќе биде достапна за сечи џеб? Знаете како треба според мене? Мислам дека треба да се унифицираат некои цени на хотели и да се направат понуди уште во мај, во април да си резервираат луѓе по нормални цени во хотелите, не да плаќаат 200 евра дневно за соба. Дали да се субвенционира угостителските услуги, понуди за младите, за средношколците, пошто ние се како средношколци сите идевме во Охрид, не знаевме за друго. Дојран е исто убав. Јас мислам дека Дојран подобро работи од Охрид, пошто често се враќам од патот таму, гледам дека Дојран е полн нон-стоп. Веројатно Преспа е запоставена како убав дел Македонија, има многу прекрасна природа што може да таму на времето нели се изградија некои плажи, моментално се запустени. Значи со една инвестиција со некој директор на туризам или министерство што имаше за туризам, што ќе се заложи да ги врати младите во тие туристички места, може да се направи многу добро да биде. Добро, сега сакам малку околу
секако повторно локална тема, меѓутоа околу оние лажни вести што беа неодамна објавени апропо загадена вода во Скопје и ширење на бактерија. Вие сте советник во градот Скопје. Дали ова, директно ве прашувам, сценарио на опозицијата? Се извинувам, бидејќи премиерот и владеачката партија генерално прстот го вперија во опозицијските партии за намерно предизвикување на паника. Видете, јас можам да зборам во име на една политичка партија на СДСМ, од каде што сум советник, ни на крај памет не му дошло на ни еден од советниците, ни па на некој да им даде координација, да рашират хистерија дека водата во Скопје е загадена. Тоа е многу ниско и се надевам дека санкционира и МВР и сите, тие што ги раширија тие вести, зашто навистина е гревота на оваа немаштија што ја трпи народов, да го натерате да купи денес 10 пакета вода. Каде со 70.000 не може да прехрани кошничка месечно, вие да направите хистерија да го изложите на трошкови од дневни плюс 1000 денар. Или 2, не е битно. И сум против тие лажни вести, затоа што знам дека Скопје од секогаш имала чиста вода за пиење. И во минатото, се надевам и сега, се прават редовни контроли, се надевам дека нема да се случи ни подразно пропуск како во Гостивар катастрофата, која навистина да би се случила во земја како што е членка на ЕУ, како што е Германија или Франција, би се десиле масовни протести, кај што би паднала и влада, и градоначалник и све. И се надевам во Скопје дека е се уред и ќе биде се уред. Кому му одговара воопшто? Ќе продолжиме со Гостивар, меѓутоа само уште малку да се задржиме на Скопје. Доколку станува збор за организирано ширење на лажни вести, а секако се тангира она што е најважно, јавното здравје, докаде е границата фактички помеѓу неодговорно споделување на социјални мрежи и од друга страна безбедносен проблем за кој споменавте дека мора да има некаква одговорност? Видете, мислам дека во темата за водата нема простор за политика. Апсолутно. Народот не го интересира, на крај на денот луѓето не им е важно кој со кого се расправа во политиката. На крај на денот е важно да има дома да се истушира и да пие вода здрава и родителот и детето. Онде луѓе беа изложени 10 дена не беа бањати. Никој не најде за сходно да го најде и да го реши проблемот од каде потекнува. Зборувате за Гостивар? За Гостивар, да. И таму лажно се ширеше хистерија и ужасно тоа ме нервираше. И мене и сите нормални луѓе. Значи, ние не се концентрираме да го најдеме проблемот од каде потекнува и да видиме трајно решение, каде е проблемот, што е потребно да се реши, што е одржливо решение, ние се препукуваме политички. Мислам дека тоа не носи нигде. Сега, кој според вас треба да понесе реална и морална, но ајде и политичка и кривична одговорност? Еве има тројца приведени како и директорката од комуналното тамо предпријатие, градоначалникот истакна дека не чувствува морална одговорност. Се чудам во држава како нашава, што претендира на европски закони и на нормален живот, како можеше градоначалник да не чувствува морална одговорност? Градоначалник да не знаел дека цевки од канализација, од Вардар, пошто Вардар е многу загаден, знаеме, тоа се приклучени на градскиот водовод. Градоначалник да излезе со изјава и да ги пушти по вода некој што се под него, за мене е тоа несфатливо. Целата одговорност е во локалната самоуправа. Требала да го утврди проблемот, да побара решение со централната власт, а не да се отрујат 5000 граѓани да даваат пари за лекови и за вода месец дена и да не се бањати, и он да искочи на телевизија да каже не чувствувам одговорност. Тоа може само кај нас. Што фактички научивме од оваа криза со водата во Гостивар? Дали сметате дека сите надлежни институции и луѓето кои што ги водат навистина ќе ја научат лекцијата како треба воопшто да се води и општина и јавни предпријатија, ако повторно станува збор за најсветото нешто, основните придобивки како што е во случајов водата? До кога од, да кажеме, од партиски кадри поставување само, а неквалитетни луѓе ќе страдаат и цената ќе ја плаќаат граѓаните? Се додека поставуваме партиски кадри, што ќе бидат само слепи извршители, како еве во Гостивар,
Сигурно градоначалникот наредил така да се направи. Не мислам дека нормален директор, раководител не би донел само одлука да ги приклучи цевките од Вардар да пијат вода луѓето. Се додека поставуваме партиски кадри, дали во здравство, дали во образование, дали во економија, се ќе ни се случуваат вакви катастрофи. Памтиме како беше катастрофата во Кочани, памтиме како беа други катастрофи. Значи, ако некој заслужува да биде на тоа место, заслужува да биде некој што ќе работи таа работа. А ако се додека се меша политика и политички поени, да се расправаме, нема да стигнеме никаде. Добро. Мислам, нормално е ние као опозиција да прашаме што се случувало сега до сега, каде е проблемот, што е потребно да се реши, но најважно е граѓаните на крај да добијат трајно решение, а граѓаните никогаш во ниедна криза и проблем не добиваат трајно решение. И се додека се оди со партиски кадри, ќе биде така, за жал. Кога сме кај политиката, лани си поднесовте оставка од функцијата како председател на градската организација од СДСМ во Скопје. Тоа беше по првиот круг од локалните избори, на кој што може да се каже дека СДСМ доживеа дебакл. Тогаш оставката ја наведовте од морални и од лични причини. Како ја оценувате моменталната состојба во СДСМ? Дали според вас успеа да пронајде некоја нова патека по овие, кои што ги споменавме, изборни резултати и да понуди навистина опозицијско делување, или сметате дека се уште преовладуваат тие фракции и различни мислења кои ја делат? Видете, во опозицијата ситуацијата секогаш мора да биде на едно високо ниво и спремна за дали биле предвремени парламентарни избори. Секогаш опозицијата мора да знае што кога би дошла утре на власт. И за тоа е многу важно секогаш да биде консолидирана. Јас во извршно тело на партијата не сум, како што кажавте, од ноември. Но јас сум за опозиција која е гласна кога треба, но и разумна да биде. Најлесно е секој ден да кажуваме ние дека нешто не чини. Меѓутоа, многу е потешко да кажеш ова не е добро, еве зошто не е добро, зошто би направиле ние поинаку. Ама треба да биде доблесна опозицијата, па и да пофали тоа што е добро во моментот. А за фракциите, мислам дека најмалце што треба во овој момент, кога во една држава не оди ништо, најлошо е да има фракции. Јас не ги подценувам ни тие што ги нарекуваат фракција, зашто ги знам сите и тие биле во некое време водечки структури во одлуки што се носеле на државата. Ја почитувам и го почитувам и моменталното раководство и искрено се надевам дека имаат време до некои наредни избори најбрзо да ги отворат широм вратите, како што и најави председателот пред некое време, дека ќе ги отвори вратите за сите. Ќе најдат заеднички начин и не само таа фракција, него се што е опозиција, пример, ЛДП, НСДП, се да седне на маса и да се направи сериозна структура опозицијска која што ќе делува многу силно и ќе се заложи за подобрување на животот во држава. Со моменталната вака поставеност, ако ве прашувам еве искрено, дали сметате дека вакво СДСМ како што е во моментов е подготвено доколку еве есенва или следната година би се случиле предвремени парламентарни избори да излезе и да направи подобар резултат? Ако од друга страна споменавме звучни имиња на поранешни па и актуелни функционери оформуваат иницијативи, гласно зборуваат, актуелното раководство сега вели во ред отворени се вратите, меѓутоа претходно со прилично жестока реторика ги нападна неистомислениците, ајде така да ги наречем. Видете, сега не ги нападнале сите, кој што знам, ама секад ќе се најде некој кој што сака да собере политички поени да се наметне како фактор. Опозицијата, ако утре, како што велите, ќе има избори, нормално е да освои и очекувано е да освои повеќе гласови од последните избори. Меѓутоа, ако е останата ваква, ако се расцепи опозицијата како што некои ликуваат или планираат, не знам кој планира, јас пак се надевам дека на крај ќе се спојат сите и ќе настапат кога што треба, тогаш може да се очекува и полош резултат. Ама опозицијата секогаш треба да се стреми на наредни избори да освои повеќе гласови од последниот пат. Добро.
Околу политиките секако и актуелни и претходни на СДСМ, еве би го поврзала тоа како последна тема во финишот. Денеска се одбележува денот на АРМ. Граѓаните, барем според анкетите, имаат висока доверба во армијата. Каква е вашата оценка, особено што еве Македонија стана и членка на НАТО, а членството во Алијансата може да се каже дека беше платено со голема цена, политичка, но и емотивна секако за граѓаните, промената на името на државата и Преспанскиот договор. Сега главниот аргумент нели на тогашното раководство на СДСМ дека беше со промената на името автоматски се отвараат, ајде да кажеме, и вратите кон Европската Унија, но за волја на вистината ни остануваме заглавени на тој пат. Каде го гледате излезот од ќорсокакот? Излезот од ќорсокакот е кога ќе ги погледнеме граѓаните во очи и да им признаеме што можеме, што сме можеле и што не направивме, ама да бидеме искрени со нив и кога ќе го прочитаме убаво францускиот предлог, кога ќе видиме дека Хрватска во 2004-та го имала истиот проблем и од 8 народи во 2010-та година ги внела 20 и некои, меѓу кои ние и бугарите, тогаш ќе бидеме подоблесни да признаеме што можеме да направиме во моментот. За тоа што ние утре ден и да влеземе во Европска Унија, пак за 5-6 години ќе мора да ги внесеме бугарите во Устав. И не треба да се прекупуваме. Ние, според мене, треба да настапиме, да гледаме од европско гледиште, да ги внесеме бугарите во Устав, потоа комисиите да си ја работат работата. Ние во овие 2 години не отворивме ни едно поглавје. Црна Гора веќе ги затвара поглавјата, Албанија ги отвори некој од поглавјата, што значи голема штета е ова што го испуштаме. Дали се 2 милиарди или 3 милиарди во економијата, во здравството, во судството, се додека ние не мрднеме напред, во Европа не можеме да очекуваме ни младите да ни остануваат. Ние гледаме веќе на младите не име проблем од држава што си одат ради работа, што нема работа, има. Младите ги боли што нема судство, нема правда. Гледаме како се суди. Некого судат без докази, некого пуштаат дома со кауција од пола милион евра. Не прашуваме ние од кај му се тие милион евра за кауција. Тие закони во Европа, ако влеземе, ги нема. И за тоа, мислам дека треба од едно поголемо, повисоко гледиште, да не идеме само на патриотски фрази, како што, еве пример, ние имаме председателка која била ценет професор на УКИМ и што освоила 400.000 гласови советувања дека ќе го ревидира договорот од Преспа. Исто и партијата што е на власт. Ветувале, 2 години сме у ќорсокак. Државата се задолжува со кредити, бараме нови кредити, се задолжуваме од други институции, значи нешто не е како што треба. Да, сега очигледно и веќе со години диаметрално се спротивставени ставовите помеѓу СДСМ, еве да кажеме и ВМРО ДПМН околу уставните измени. Власта вели не по секоја цена уставни измени, доколку нема гаранции. Сега македонската дипломатија тврди дека се бараат некакви решенија, не се откриваат какви се тие решенија. Меѓутоа, дали воопшто е можно да се најде некаков консензус помеѓу двете најголеми партии од власта и опозицијата, зборувам за СДСМ и ВМРО ДПМН, околу стратешките национални прашања, вклучително и ова? Јана, значи, влезот на Македонија во ЕУ не треба да си го препише ни една влада, ни една партија на своето конто. Влезот на Македонија треба да биде успех за сите влади до сега. Токму затоа и прашувам, дали може некаков консензус? Значи, затоа кажав, кога ќе ги гледаме кога ќе излеземе пред народот, машки, честно да објасниме што сме изгубиле и што можеме да добиеме, тогаш ќе не биде полесно на сите да седнат на иста маса, да ги спроведат уставните измени, затоа што, како што кажав, гледајте го примерот на Хрватска. Јас баш го слушав, имаше професорот Светомир Шкарич едно интервју, истото го кажа, од него го слушнав тоа. Значи, не ги ставаат хрватите, бугарите во 2004-та, ама доаѓа време во 2010-та кога мора да ги ставиш. Што ни менува на нас да ги ставиме бугарите во устав, па да преговараме, да отвараме протоколи? Стравувањето кај власта од нови блокади. Барем тоа е има нова официјалниот блокада, аргумент. тоа е, за тоа се платени тие историски комисии. Или ако не се надевам партиски кадри. Ставете професори од МАНУ, од УКИМ, нека преговараат, ако е нешто,
не е уред укочило, а не Ај, граѓаните и со да историските трпат. комисии исто така нема очигледно заеднички јазик. Тоа, тоа е што. Добро, ни истече времето. Галетановски ви благодарам што Исто бевте и дел од мене вестник. мило ми беше. Вам почитувани ви благодарам за довербата и вниманието. Имајте убава вечер со Канал 5. Пријатно.